Па вака, јас сум прв пат кај што учествувам и предводам делегација на молитвениот подак. Јас сум импресиониран сепак од тој значаен настан кај што се собираат светски, политички и духовни лидери од целиот свет. Имаше говор на господинот Барак Обама, председател на Соединетите американски држави, но ја претходно имав средби со голем број на конгресмени и сенатори кои што искажаа и досега искажуваат и сега искажуваат поддршка за Република Македонија. Многу е значено дека и тие е поддржуваат и ќе поддржуваат Република Македонија во интегрирањето во НАТО структурите и во Европската унија, затоа што е многу битно и за Македонија и за регионот што побрзо Македонија да се интегрира. Од нивна страна беше побарано објаснување или условно да кажам ситуацијата генерално како стои во регионот и во Македонија. Од моја страна беше представено целосно ситуацијата и од нивна страна беше кажано дека се зголемува голем број на поддржувачи на конгресмени и сенатори за Република Македонија. Господине Велјановски, имате средби со Бан Ки Мун во Њујорк. Има ли тој слух за решавање на проблемот за името? Вака, јас пред да дојдам во Вашингтон бев во Њујорк, имав средба со господин Бан Ки Мун, имав средба со господин Вук Јеремиќ. Со господин Бан Ки Мун тоа е еден вид продолжување на средбата што има во јули кога беше тој во Македонија прошлата година. И јас од моја страна беше искажена благодарност за што после неговата средба со ангажманот тој што го имаше за решавањето на спорот што ги имаме со Република Грција, спорот беше замрзнат. После неговото доаѓање во Македонија се одмрзна и се активира целосно процесот за изнаоѓање на решение кое што може да се изнајде измеѓу Македонија и Грција. Од негова страна беше искажано задоволство дека после неговото доаѓање и неговиот ангажман се помрдна процесот со надеж дека во догледно време ќе се изнајде некое решение кое што е многу значено за Македонија за да се интегрира и во Европската унија и во НАТО структурите. Би ве прашал за една паралела на политичката култура во Македонија и во Соединетите американски држави. Па добро, ја би рекол дека не може да се спореди измеѓу Македонија и Соединетите американски држави затоа што нормално демократијата што постои во Соединетите американски држави си има свое влијание долгогодишната демократија, но можам да кажам дека во Македонија со големи чекори напредуваме да се приближиме до тој степен на демократија кој што постои кај високо развиените демократски држави. Тука ни помага Конгресот преку партнершипот кој што инвестира во демократијата, во собранието на Република Македонија. Од господинот Дейвид Прајс беше искажано задоволство дека во овие 7 години Македонија има многу направено во однос на демократија и дека представува лидер, условно да кажам, во регионот во демократијата, во собранието и општо во демократијата. Во Македонија во моментов има парламентарна криза во собранието, вие сте претседател на собранието. Како би ја решиле оваа криза во моментов? Вака, јас апелирам да опозицијата се врати во институцијата Собранието на Република Македонија за сите отворени прашања кои што од нивна страна смета дека се отворени. Спремни се и јако председател на Собрание и владачкото мнозинство да разговараме и сепак да ни биде ова еден вид опомена да не ни се случат овие настани што ни се случија, затоа што треба да работиме за интересите на граѓаните на Република Македонија. Наместо да се надпреваруваме преку медиумите и да испрачаме пораки, треба во самата институција, во Собранието на Република Македонија на заедничка маса да разговараме и да изнајдеме решение за било кое прашање. Како гледате на иницијативата на предвозите за формирање на парламентарна истражна комисија за разгледување на случаите што воде до 24 декември? Вака, јас поддржувам за све во кое што би можело да се седни заеднички на иста маса со опозицијата и да се изнајди заедничко решение. Како гледате на барањата за воредни парламентарни и локални избори? Вака, тоа е сепак прашање кое што би требало да биде упатено и упатено до владачкото мнозинство за да се распишат воредни парламентарни избори, треба да има мнозинство од пратениците што ќе изгласат таква одлука. Јас како што знам нема расположение од владачкото мнозинство за воредни парламентарни избори затоа што испаѓа на секоја година дена или година и пол дена да се прават воредни парламентарни избори. Мислам дека овој период не е добар за воредни парламентарни избори. Локални избори се закажани од моја страна 24 март и тогаш судот на јавноста е вистинскиот суд кој што ќе одлучи и ќе кажи какво е легитимитетот и легалитетот на одредено владачкото мнозинство кој што во овој момент е на власт. Благодарам за разговорот. Благодарам и јас.